Прашањето за минималната плата треба да се решава преку договор меѓу работниците и работодавачите, а не преку политички иницијативи. Ова денеска од Титово го истакна премиерот Христијан Мицкоски, коментирајќи ги барањата на синдикатите и предлогот на опозицијата за законско зголемување на минималната плата. Нашиот став е јасен. Ставот на владата е јасен дека работниците и работодавачите се тие кои што во еден бипартитен диалог треба да си најдат решение поврзано со минималната плата. Мицкоски порача дека владата нема да превзема улога што не ѝ припаѓа и дека политичките партии не можат да одлучуваат во име на работниците или работодавачите. Според него минималната плата е социјално прашање што треба да се решава во рамки на економско-социјалниот совет, без политички притисоци. Во однос на јавниот сектор, каде државата се јавува како работодавач, премиерот потсети дека за најголемиот дел од работените односите се веќе регулирани, како што посочи нерешено станува уште мал дел од администрацијата, околу 7700 до 7800 административни службеници, за кои понудата е веќе доставена до синдикатите. Понудата предвидува зголемување на примањата во наредниот период и како што беше посочено, не е условена со место или формат на средбата. Понудата е ставена на маса и доколку се прифати од нивна страна, нема никаков проблем, тогаш и овие 7700-7800 државни службеници и административци ќе добијат, повторно ќе кажам, за 2 години и 2-3 месеци од денеска минимум 40% повисоки плати. Изјавите на премиерот доаѓаат по протестот на Сојузот на синдикати на Македонија, кој побара минималната плата да изнесува 600 евра, наспроти сегашните 400. Од владата порачуваат дека за државната администрација понудата веќе е ставена на маса, додека за останатите работници решението треба да произлезе од директен договор меѓу работниците и работодавачите, со улога на државата како посредник.